Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, почнувајќи од денес, во наредните неколку недели ќе ја читаме и обработиме старозаветната книга, позната под името Повторени закони. Станува збор за петата книга во Стариот Завет. Прва е Битие или Создавање, потоа Излез, па Левитска, потоа следува Броеви и по неа доаѓа Повторени закони. Овие пет книги го сочинуваат петокнижието, а исто така се познати под името Петте Мојсееви книги. Пред да почнеме со читање и обработка на самата книга, би сакал да ви дадам краток вовед во истата. Името на самата книга Повторени закони е првото нешто кое сакам да го објаснам. Имено, тука станува збор за закони и принципи кои Мојсей им ги кажа на израелците пред да влезат во ветената земја и да ја освојат. Сакам само да ве потсетам на хронологијата на настаните. Израелците со векови робуваа во Египет и во еден момент Бог го подигна Мојсей како водач на народот, чија задача беше да ги изведе израелците од Египет и да ги воведе во ветената земја. Откако излегоа од Египет, тие се најдоа во пустината и за отприлика 2 до 3 месеци стигнаа кај планината Синај. На Синај, Бог преку Мојсей им го даде законот, кој требаше да го почитуваат и според кој требаше да го уредуваат општеството. Израелците честопати го кршеа тој закон и како последица на таа нивна непослушност и невера, не ја добија земјата брзо, туку отприлика 40 години подоцна. Тие стигнаа до границите на земјата неколку месеци откако беа кај Синај, но поради нивното неверие и страф не ја освоија и Бог ги врати назад во пустината. Така, во пустината талкаа долго време и конечно пак дојдоа до границата на земјата. И пред да влезат и да ја освојат, Мојсей им дава еден вид на сумаризација на главните нешта на кои треба да внимаваат кога ќе влезат во земјата. Се разбира, доколку сакаат животот во неа да им биде добар и просперитетен. Всушност, кога израелците почнаа да прават гревови во пустината, Бог вети дека таа генерација нема да влезе во ветената земја, туку нивните синови ќе ја наследат. Така што, речиси 38 години откако Мојсеевиот закон беше даден, сега Мојсей се обраќа на следната генерација која ќе влезе во земјата и ќе ја освои. Бог преку Мојсей покрива многу теми во оваа книга, но, например, една од нив е потребата да се поучуваат децата на Божите зборови и Божите дела. Причината поради која ја спомнувам оваа конкретна тема е бидејќи живееме во општество во кое оваа Божја заповед се помалку се почитува. Веронауката не само што е исклучена од образовниот систем, но е и се помалку присутна и во домовите и црквите. Тоа е навистина голема штета, од која допрва ќе ги гледаме последиците, се разбира, доколку нешто не се промени во меѓувреме. Се чини дека денешните родители им ги оставаат своите деца на други луѓе да ги воспитуваат, а самите тие ниту го познаваат Божиот збор, ниту пак наоѓаат начини како нивните деца да бидат изложени на него. Да се вратиме назад на самата позадина на книгата и суштината на нејзината порака. Иако книгата се нарекува Повторени закони, сепак, тука не станува збор само за повторување на законите, туку за нивна сумаризација и толкување, но во светло на последните 38 години, односно во светло на сите настани кои се случија откако Бог го даде законот. Патем, еврејското име на книгата е Деварим. На еврејски зборот Давар буквално значи збор, а Деварим значи зборовите. Македонското име Повторени закони се добило врз основа на старогрчкото име за оваа книга, кое е Деутерономион, односно Деутерос, што значи второ, и Номос, што значи закон, односно втор закон или повторен закон. Што се однесува до поделбата на книгата, јас ја поделив на 4 делови, и тоа:
Во првите 4 глави Мојсеј дава еден вид на преглед на главните настани кои се случија до тој момент. Потоа следи повторното изнесување на законот. Потоа, откако се навраќа на минатото, Мојсеј го насочува погледот кон иднината. Така, почнувајќи од 27-то па се до 30-то поглавје од повторени закони, наидуваме на еден од најголемите пророчки делови во целото свето писмо. Тој дел се однесува конкретно на нивната иднина во ветената земја. И на крајот, во главите 31 до 34 ни е даден последниот поздрав на Мојсеј како и извештајот за неговата смрт. Значи, да повториме, во глава 1 до 4 имаме поглед назад на Божите дела. Потоа, во глава 5 до 26 имаме повторно изнесување на законот. Потоа, глава 27 до глава 30 се однесуваат на животот во ветената земја и на крај глава 31 до 34 се однесуваат на последните Мојсееви зборови и неговата смрт. Сега сакам да кажам збор 2 за доминантните теми во оваа книга. Иако станува збор за книга во која ни се запишани одредени закони и принципи, сепак, главната тема во оваа книга е љубовта кон Бог, која се покажува преку послушноста кон неговите заповеди. Да, оваа книга не учи како да го сакаме Бог и да му бидеме послушни. Во неа зборот љубов или одредени форми од истиот се спомнуваат 22 пати, а зборот послушност 10 пати. Зошто е тоа така? Бидејќи нашиот мотив за послушност кон Бог треба да е љубовта кон Него. Тоа е она на кое не учи Стариот, но и Новиот Завет. Кога Господ Исус дојде на оваа земја, тој им рече на своите ученици: ако ме сакате, пазете ги моите заповеди. Евангелие според Јован, глава 14, стих 15. И тука треба да расчистиме едно нешто, а тоа е следното. Законот е добар, но некој ќе рече: па нели вие бевте оној што толку многу нагласува дека сме спасени по благодат и дека не можеме да се спасиме преку законот? Да, го нагласувам тоа и повторно ќе го нагласам, но ќе кажам и дека законот е добар. Знаете ли каде е проблемот? Проблемот не е во законот, туку во вас и во мене. Бог ни ги даде законите затоа што самиот тој е добар и тие закони се исто така добри. Но ние луѓето сме грешни и не можеме да живееме според нив. Затоа ни е потребен спасител, кој Бог исто така ни го прати на овој свет, а тоа е Исус Христос. Сега, во книгата Повторени закони, пред нас имаме една нова генерација израелци која пристигна на источниот брег од реката Јордан, и тоа еден месец пред да влезат во ветената земја. А возрастните што излегоа од Египет веќе беа починати. Сега Мојсеј му ги дава на ова ново поколение своите последни упатства од Господ, пред преку смртта да го предаде водството на нацијата на друг човек. Тој прави преглед на се она што го поминаа израелците во пустината, повторно нагласува одредени карактеристики на законот, ја преиспитува нивната иднина низ призмата на заветот што Бог го склучи со нив во однос на таа земја. Овие луѓе на кои Мојсеј им се обраќа во книгата беа или деца, или некои од нив не беа родени кога Бог го даде законот на планината Синај. Затоа, постоеше потреба Мојсеј пред нив да зборува за законот, но низ призмата на тоа што тие моментално го знаеа и тоа што требаше да го знаат за минатото и иднината. Патем, оваа книга низ годините многу пати се најде на удар од страна на критичарите. Првичната критика беше дека Мојсеј не ја напишал книгата, бидејќи во неговото време се уште не постоело пишано писмо. Но, низ годините, таа теорија беше целосно и убедливо побиена. Потоа, некои критичари велеа дека целта на книгата била да се глорифицира свештенството во Ерусалим. Но, интересно е што ниту свештенството, ниту пак Ерусалим воопшто не се спомнуваат во книгата Повторени закони. Според мене, веројатната причина за овој сатански напад врз книгата Повторени закони
лежи во тоа што Господ Исус ја цитираше оваа книга кога им се спротивстави на искушенијата на сатаната во пустината. Затоа воопшто не ме чуди зошто сатаната ја мрази оваа книга, бидејќи го потсеќа на еден многу болен пораз, кој беше најава за најголемиот пораз кој подоцна го искуси преку смртта и воскресението. Во книгата Повторени закони се става особен нагласок на Божјото Слово. Исклучително важно е да го забележиме тоа. Во глава 6, стихови 6 и 7 се вели: овие зборови што ти ги заповедам денес, да бидат во твоето срце, и пренесувај им ги на децата своји, и зборувај им за нив, кога седиш дома и кога си на пат, кога си легнуваш и кога стануваш. Со други зборови, Мојсей ги советуваше, па дури би рекол и им заповеда на луѓето да ги учат Божите зборови, да ги живеат и да ги поучуваат на своите деца. Мислам дека е време да почнеме со читање на самата книга. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај книгата Повторени закони, глава 1, стих 1. Таму се вели: ова се зборовите што им ги кажа Мојсей на сите израелци, уште кога беа источно од Јордан, во пустинската рамнина спрема Суф, меѓу Фаран и Тофел, Лаван, Хацерот и Ди Захав. Ова се места што се наоѓаат од другата страна на реката Јордан, местото каде што Мојсей по се изгледа застанал и ја наблюдувал земјата. И самиот стоев таму на таа планина, имам и фотографии што ги направив таму. Од тоа место всушност може да се види градот Ерусалим, како и нешто што за мене воопшто не изгледаше како некаква ветена земја, туку како чиста пустина. Но тоа е така поради она што се случило со таа земја низ вековите. Кога Мојсей ја гледал, верувам дека пред себе имал зелена и плодна земја. Денес тој предел е обична пустелија. А сега, обрнете внимание на вториот стих. А од Хорив преку планината Сеир до Кадис Барнеа има 11 дена пат. Хорив е всушност уште едно име за планината Синај. Текстот ни вели дека од планината Синај, каде Бог го даде законот, до границите на ветената земја имаше 11 дена пат. Израелците стигнаа таму за неколку месеци, но не ја добија земјата. Зошто? Поради нивното неверие. Нивното марширање се претвори во талкање, па на крајот станаа вистински тугинци и скитници во таа пустина. Тоа што израелците го искусија е сериозна духовна состојба во која може да се најде секој од нас. Израелците немаа проблем со коефициентот на интелигенција. Проблемот не беше во тоа што не беа способни да сватат што Бог бара од нив, туку во тоа што беа тврдоглави и постојано се водеа според тоа што ним им се чинеше добро. А секој од нас може да се најде во таква ситуација, знаејќи ги Господовите зборови и принципи, да се водиме според нашата интуиција или некое друго научено однесување. Стих 3. На 40-та година, на 11-тиот месец, во првиот ден од месецот, им кажа Мојсей на синовите израелски се, што му беше заповедал Господ за нив. Кога ќе стигнеме до 31-то поглавје, ќе видиме дека Мојсей го запишал сето ова. Ова всушност беа говори што тој ги одржа пред народот. Како што можеме да забележиме, тој тука прави краток преглед на главните случувања, но јас нема да навлегувам во сите тие детали, бидејќи немаме доволно време, а и некои од тие настани веќе ги обработивме. Во стих 9, Мојсей се потсеќа на неговата прва грешка. Таму се вели: и јас ви реков во она време, не можам сам да ве водам. Во тој момент Мојсей изгуби трпение, бидејќи народот постојано правеше проблеми и беше непослушен. Затоа Господ му дозволи да постави старешини. Тоа беше она тело од 70 луѓе што подоцна прерасна во Синедрион, истиот оној Синедрион што векови подоцна го осуди Христос на смрт.
Помеѓу толкувачите на писмото има поделени мислења во однос на тоа дали Мојсей требаше да го постави тој одбор. Јас лично не сметам дека самото поставување на тој така наречен одбор од помошници е проблематично, но проблемот може да настане кога во такво тело земаат учество луѓе кои не се побожни, што верувам дека беше случајот во времето на Господ Исус. Стихови 10 до 13. Господ вашиот Бог ве умножи и еве, вие сте сега многубројни како звездите небески. Господ, Бог на предците ваши, нека даде да се намножите и 1000 пати повеќе, отколку што сте сега, и нека ве благослови како што ви говореше. Како ќе ги носам сам страдањата ваши, тежините ваши и расправиите ваши? Изберете си од вашите племиња луѓе мудри, разумни и искусни, и јас ќе ви ги поставам за началници. Со други зборови, идејата беше дека секое племе ќе има своји представници, кои ќе бидат одговорни за секојдневните проблеми со кои се соочуваат луѓето. Дали има нешто лошо во тоа? Се разбира дека не. Нереално е да се очекува дека еден човек, односно Мојсей, ќе може да се грижи за сите потреби и поплаки на народ кој според некои проценки броел помеѓу 2 и 2,5 милиони членови. Стих 19. И откако тргнавме од Хорив, одевме по таа голема и страшна пустина што ја видовте, по патот кон Аморејската планина, како што беше заповедал Господ, нашиот Бог, и стигнавме во Кадис Барнеа. Мојсей всушност ги подсетува израелците дека тие и претходно стигнаа до границите на ветената земја, но наместо да ја освојат, еве што направија. Стих 22. Но сите вие дојдовте при мене и рековте, да испратиме пред нас луѓе, да ја разгледаат земјата и да ни донесат известување за патот по кој ќе одиме и за градовите во кои ќе влеземе. Од прилика 38 години предходно, израелците стигнаа до границите на ветената земја, но тогаш се уплашија и затоа Бог повторно ги врати назад во пустината каде долго време талкаа. Зошто се уплашија? Затоа што во таа земја живееа големи луѓе, односно џинови. Кога ја слушна таа информација, народот се обесхрабри и помисли дека немаат никакви шанси за освојување на земјата. Од сите луѓе, само двајца, Исус Навин и Халев, веруваа дека со Господовиот благослов народот ќе може да ја освои земјата, без разлика колку се силни народите кои живеат во неа. Но, за тој дел од старозаветната историја на Израел ќе продолжиме да размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.